Денеска во основното училиште Страшо Пинџур во прилепското село Мало Коњари се одржа бојкот на наставата на дел од учениците. Околу 50 родители протестираа пред училиштето, поради тоа како што велат не биле известени дека бил променет превозникот Роки Транс, кој ги превезувал нивните деца повеќе од 20 години. Родителите се револтирани на оваа постапка и сметаа дека во изборот на новата автопревозничка фирма Амиго се кријат некои лични или други интереси. Родителите велат дека бојкотот на наставата ќе продолжил се до разрешувањето на ситуацијата. Ние бојкотираме, на некој начин го бојкотираме превозот една цела недела уназад. Ги превозуваме децата сами. Меѓутоа не наидовме на никакво разбирање од страна на директорот. Од денески почнуваме со штрајк. Изразуваме големо жалење што само преку бојкот на наставата ќе бидат слушнати и разбрани нашите барања. Родителите се заканија дури и со преместување на децата од ова училиште. Ние моментално имаме петиција подпишана од Големо Којнари, од Славе, од Мало Којнари и од Калиносело. Ние ќе ги отпишиме децата, кај било ќе ги запишиме на наша сметка ќе ги носиме во другите училишта. Ние сме од Славе и од Кривогаштанска општина и за да децата наши си од Кривогаштани, големо коњерци, способни се да си платат превоз приватен, ќе си одат децата в град. Според директорот на училиштето пак, тие како установа само постапувале според одлуката донесена на управниот суд, кој го поништил дури и ланскиот тендер кој го добил досегашниот превозник Роки Транс. И тендерот го добила фирмата Амиго. За оваа година пак во тек бил тендерот за нов превозник. Прво возела фирмата Роки Транс, а кога се потрошиле предвидените законски 500 евра без тендер, сега нов превозник на децата е компанијата Амиго, се до конечното завршување на тендерот и изборот на нов превозник. Првично го вклучивме фирмата Роки Транс како превозник од минатата година, но директорот по законот за јавни набавки може без распишен тендер да даде услуга на превозник или на било кој друг за друг тип на услуга во висина на 500 евра заедно со ДДВ. Таа можност е исцрпена во поглед на барањата од оваа фирма и сега чака мора да промене друг превозник кој што има пресуди, како што реков, и решение од државната комисија дека го добил и тендерот за минатата учебна година. Досегашниот превозник Роберт Божиновски вели дека годинава се пријавил индиректно на тендерот за превоз, бидејќи неговата компанија не ги исполнувала условите. Ми поставија еко 3 услови, голем обрт на пари. Родителите пак остануваат на ставот за бојкот на наставата и во наредните денови.